На посериозен пристап кон воспитно-образовниот процес апелираат сите одговорни субјекти во помалите општини од источниот регион. Поминаа само 2 дена од новата учебна година, а списоците на неоправдано отсутни ученици се пополнуваат со оние кои се неодговорни и кои не веруваат во профункционирањето на националната платформа за нивна едукација. Дали тоа значи нивен тивок бојкот на наставата, односно без да излегуваат на улица и јавно да протестираат, на ваков начин преку нивно отсуство да ја пласираат сопствената слободна волја, наместо поставените закони, правилници на однесување и кодекс. Сепак факт е дека одделни ученици ја бојкотираат наставата во повеќе училишта од источниот регион, но според класните раководители не се работи за ученици кои имаат подобар, туку за ученици кои имаат послаб успех и послабо поведение. Според информациите на Емнет, интерно секој раководен кадар на сите основни училишта добиле министерски задолженија за позасилена контрола на присуство, дисциплинираноста на учениците и нивната редовност. Иако поминаа само 2 работни дена од почетокот на новата учебна година, евидентни се и застоноците на учениците кои или одбиваат да се приклучат на онлайн наставата при контрола за присуство, или пак воопшто не се појавиле во училиштата каде имаат можност за физичко присуство. Списоците на учениците чии имиња се евидентирани како отсутни од следење на воспитно-образовниот процес во одделни училишта не се долги, но доколку учениците во текот на идната недела не се приклучат редовно на онлайн часовите, секој училиште ќе ги превземе мерките за санкција прво на учениците, а потоа на родителите кои ќе бидат казнети во согласно со законот за основното и средно образование. Со еден збор, раководните кадри на училиштата делуваат согласно министерската наредба, која јасно укажува на тоа дека има начин за санкционирање на оние кои нема да ги почитуваат донесените одлуки.